У името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За добрите и лошите свещеници. Во времето на Октомвриската револуција во Русија, Ленин, кој беше нејзин предводник, им дал ваква препорака на своите соборци. Убивајте ги добрите свештеници, а лошите свештеници ќе ги направиме наши покорни соработници. Симптоматично е тоа, драги браќа и сестри, што Ленин прави дистинкција и разлика помеѓу свештените лица, делејќи ги на добри и лоши. Зошто дал таква препорака? И кои биле според него добри, а кои лоши свештеници? Одговорот е едноставен. Руската православна црква имала силно влијание меѓу рускиот народ, но и народот бил силно приврзан со својата црква и кон православната вера. Знаејќи го тоа, Ленин бил свесен дека доколку сака да успее револуцијата, мора најпрво да ги намали или сосема да го отфрли влијанието на црквата. Голем е бројот на свети отци и авторитети на православието, кои и денес се слават, а кои што дејствувале, твореле и се подвизувале во бројни руски манастири, како Јона Московски, Свети Јован Руски, преподобен Антониј Киево-Печерски и други. Парохиските свештеници имале исто така влијание кај верниот народ, например Свети Јован Кронштански. Затоа намерата на Ленин била најпрво црквата да ја одвои од народот и незиното влијание да го неутрализира, да го угуши или да го умртви. За да го постигне тоа, применувал и такви методи, физичка ликвидација на влијателните и добри свештени лица. Од тие причини илјадници свештени лица биле жртви на револуцијата. Но за свештените лица, кои биле оддани на верата и служењето на Бога, земниот живот нема некоја посебна важност, па затоа тие смртните осуди лесно ги прифаќале. За нив материјалните добра и земните почести немале никакво значење. Добрите свештени лица имаат цврста и непоколеблива вера во Бога и силна љубов кон црквата. Поради таквата нивна определба било невозможно да се откажат од својата животна определба и да бидат покорни соработници на новата болшевичка власт, која во основа е безбожничка. Оваа негова препорака беше спроведувана и во другите земји и народи каде што комунистичкиот систем на управување беше прифатен. Немаше народ или држава под комунистичко уредување каде црквата не беше прогонувана на еден или на друг начин, некаде помалку, а некаде повеќе. Колку само книги се напишаа против Христа. Марксизмот како предмет беше задолжителен во програмата на редовното школување. Неговата цел беше да им сади во подсвеста на учениците поинакво идеолошко убедување кое е спротивно на учењето на црквата, како и, например, Бог не постои, Христос е измислена личност, а Пресвета Богородица била обична жена, чиј култ неправилно се негува меѓу народот и слично. За волја на вистината, ваквата антицрковна пропаганда во голема мера успеа, а последиците се уште се чувствуваат. Ако го погледнеме православниот календар, ќе видиме дека скоро секој ден се празнуваат светители, а меѓу нив и голем број маченици. Маченици за верата имало уште во Стариот Завет, а секако и во Новиот Завет. Сите тие маченички загинале за верата во Бога, жртвувајќи ги своите животи, па и животите на своите блиски, например Света Софија,
пострадала заедно со незините ќерки Вера, надежд и љубов. Како што запишал еден црковен писател, крвта на мачениците наместо да внесе страв кај народите, таа се претвори во семе на нови христијани. Безбожничките владетели не успеале да ја уништат црквата Христова, затоа што нејзин основач и раководител е Господ Христос. Тајниот Христов ученик Гамалиил му вели на јудејскиот Синедрион: ако е оваа замисла или дело на човек, ќе се разруши. Ако е пак од Бога, вие не можете да го разрушите. Внимавајте да не станете борци против Бога. Ете се покажа дека делото Христово не е од човек, а е од Бога, и благодарение на добрите и храбри свештеници и илјадници жртви црквата и денес постои, а ќе постои се до свршетокот на светот. Погледнете го символот на верата. Црквата не беше агресивна кон комунизмот. И покрај силната подршка од властите, таа идеологија не пропадна поради свештените лица, туку поради своите недоследности, односно самата од себе. Црквата не прави поинаква поделба меѓу луѓето освен на праведници и грешници. Праведниците ќе бидат вечно наградени, а грешниците вечно казнети. Па не е важно дали е свештено лице, богат или сиромав, владетел или подчинет. Секому ќе му се суди според личните дела, направени за време на земниот живот. Па ете и покрај сите притисоци и жртви во време на комунизмот, Руската православна црква се уште постои и една од најсилните и најбројните меѓу православните цркви. И Господ Исус Христос во Евангелието ни зборува за верните и неверни служители во Евангелието Матеј и Лука, за немилосрдните лозари, евангелистот Лука ни пишува, а во Евангелието според Јован конкретно ни зборува за добриот и лошиот пастир, тоест за добриот и лошиот мисионер и проповедник на црквата. Он вели: добриот пастир ја полага душата своја за овците, за стадото, за парохијаните, за своите духовни чеда. Такви добри пастири го чувале стадото македонско низ историјата. Такви беа свети Климент и свети Наум Охридски, свети пророк Пчински, свети Јоаким Осоговски, свети Гаврил Лесновски, од поново време свети Јован Крчовски, свети Кирил Лешочки и други. И света Злата Мегленска, која не собра вечерва, спаѓа во редот на тие добри свештеници и добри и храбри христијани. Бидејќи била убава и лична девојка, насилно била грабната од некој турчин со намера да му биде жена, но се случи спротивно од неговите очекувања. Имено, никакви убедувања, никакви измачувања не ја поколебаа 18 годишната Злата. Таа останала цврста во верата. Поскоро ќе умрам за Христа, отколку да се одрачам од него, велеше таа. Во деновите на измачување, кога трпела многу големи маки, дури и незините родители ја убедувале да се мажи за него само да биде жива и да не биде убиена. Таа им одговорила: ако вие така ме советувате, тогаш не сте мои родители. Мој младоженец е Христос. Бидејќи не прифатила да ја промени верата, била маченички убиена во 1596 година во селото Слатино, во Егејска Македонија. Има многу други примери кога луѓето со сила биле приморани да си ја променат верата. Мнозина не издржале на притисоците, но оние кои останале цврсти на разни начини биле огнетувани, измачувани, па некои и убивани. Благодарение на тие македонски жртви ние денес постоиме како православни македонци. Во оваа прилика си спомнуваме и за другите примери од народното творештво, како
Калеш Анđa и за Марија, младата невеста. Нивниот подвиг народот го опел во народни песни, кои денес со радост се подпевнуваат, а секако и за црквата открвават и секако и за цвета од крвавата македонска свадба и многу други. Кои биле лошите свештеници за кои зборува Ленин? Тоа биле оние свештени лица кои Господ Исус Христос ги нарекува наемници. А лошиот пастир е како наемник кој не ги чувствува овците своји како свој и видели волк да иде, ги остава овците и бега. И волкот ги разграбнува и распрснува овците. Тие се оние пастири или свештени лица кои го имаат запишаниот закон Мојсеев на таблите, но не го пренесуваат и не го доживуваат во срцата своји. Таквите пастири, личните побуди и интереси ги ставале пред потребите за верата и за црквата. Тие станувале покорни соработници и поданици на властите, заборавајќи на вечните христијански вредности, на вечниот живот. И Ленин, ставајќи ги во категоријата на лоши и недостојни свештеници, немал искрена почит кон нив, но ја користел нивната поданичка улога. Оти човек алчен за богатство и слава, со лабилна вера во Бога и превртив карактер, може лесно да се манипулира. Такви ли лични појави се случуваат и денеска. Сега веќе покојниот отец Стефан во една прилика ми кажа ваков случај. Имено вели, во 60-тите години од минатиот век, 20 членови на црковниот одбор му се замериле на свештеникот затоа што тој не сакал да ги послуша за некоја работа. При првото доаѓање на владиката во посета на црквата, тие го клеветат свештеникот, измислуваат разни работи и бараат свештеникот да биде сменет. Владиката не се согласил сметајќи дека нивните клевети не се доволен аргумент за смена на свештеникот. Но тие и понатаму не биле мирни, па меѓувреме организирале повеќе луѓе. При следното доаѓање на владиката, половина од луѓето присутни на состанокот бараат свештеникот да биде сменет. Владиката пак го одбил нивното барање. Но сега смислуваат нова тактика како да го придобијат владиката. Пред да дојде во посета на црквата, луѓето од управниот одбор во едно плико ставиле пари и го затвориле пликото. Од страните ставиле канадски долари, а во средината Canadian Tire Money. Тоа се лажни поени од таа продавница. Кога дошол владиката, одат кај него во хотелот и му го даваат подарокот. Владиката ги примил парите. Доаѓа на состанок и истите обвинувања против свештеникот. Но сега владиката се ставил на страната на народот и почнал да го напаѓа свештеникот. Едно време станува еден човек кој претходно ја разбрал целата работа, пред народот му вели на владиката: "Дедо владика, во пликото не се 5000 долари, повеќе се Canadian Tire Money." Тогаш владиката се посрамотил. И пишувачот на овие редови имаше слично искуство, па малку недостасуваше да биде жртва на такви интриги. Покојниот отец Атанас беше втор свештеник при Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Вака ги окарактеризирал членовите во црковниот одбор: "Многумина се прости, ама се многу итри да те наместат." Обраќајќи се кон присутните, им реков: "И вие сте добрите свештеници и добрите христијани. Оваа црква помина низ тешки времења на искушенија. Имаше моменти на безизлез, но ете успеавме
да му благодариме на Бога кој што ни даде сила да издржиме во сите неволји. Јас бев само еден меѓу вас. Ова благодарница не е само за мене, туку и за сите вас. Ова благодарница е за Никола и Лена Корнаков, за Велика и Стефо Карамфиловски, Митра Гроздановски и уште многу други кои ниту еден момент не дозволија да се прекине светата литургија и богослужбите и не дозволија да сгасне црквата, како од времето кога богослужбите ги одржувавме во трелерот, така и во бараката и во подрумот. Тие, а и вие секогаш бевте тука. Но дали сте се запрашале која беше силата што ве крепееше да одолеете на сите проблеми и искушенија? Тоа беше, драги браќи и сестри, Божјата сила и вашата цврста вера, а секако и вашиот силен ентузијазам и македонски патриотизам. Ваша желба беше да обстоиме и да имаме своја македонска православна црква. Еве овој велелепен храм е плодот на вашата вера и на вашиот труд. Затоа оваа благодарница е за сите вас и за оние кои повеќе не се меѓу нас и кои искрено сака и работеа да има на своја црква. Кога ги гледам децата од фолклорната група како ги изведуваат македонските игри, срцето ми затрепери и си велам: ова е тоа за што ние се трудевме и работевме. Денес е многу лесно да се биде свештеник во оваа црква. Денес е многу лесно да се биде председател на црковниот одбор. Денес имаме удобни простории и канцеларии опремени со компјутери и слично. Тоа во минатото не можевме ниту да го помислиме. Јас бев принуден целата администрација да ја водам во мојот дом на обична машина за пишување. На крајот сакам да ви порачам: чувајте ја нашата православна вера, чувајте ја црквата македонска Свети Климентова, чувајте го духот македонски во вас и чувајте го овој храм што ние сами го изградивме. Тоа е наше дело и плод од работата и од трудот на вашите родители и вашите дедовци. Да сте здрави и живе сите и на многу години празникот. Амин.